Кој ќе ја гради регионалната депонија кај Свети Николско Мечкоевци останува непознато, бидејќи се пролонгираше рокот за завршување на меѓународниот тендер за избор на градежна компанија. Постапката требаше да заврши денеска, но заради технички проблеми е одложена, велат од Министерството за животна средина. Уште колкав рок ќе им се даде на компаниите за да може да аплицираат, за сега останува неизвестно. Со изградбата на депонијата ќе се реши проблемот со депонирање и обработка на отпадот од целиот источен и североисточен регион, а во наредниот период сите општини кои се вклучени во проектот треба да покажат сериозност и навремено решавање на обврските, вели председателот на Советот на градоначалници на ИПР и градоначалник на општина Зрновци Борчо Коцев. Изградбата на регионалната депонија во Мечкоевци Свети Николско значи трајно решавање на проблемите со дивите депонии, како и собирање и складирање на отпадот. Ова е завршна фаза на имплементација на европскиот проект. Сите ние овој период што ќе следи треба да покажеме сериозност и навремено решавање на сите оние обврски на секоја општина поединечно. Крајна цел е оставање здрава животна средина за идните генерации. Со отпочнување на проектот, општините Зрновци, Чешиново, Блешево и Виница беа принудени да ги затворат своите депонии, а отпадот да го носат на депонијата во Кучани. Ваквите насоки на нозе ги крена и тамошните екоактивисти, кои речиси месец дена не дозволуваа пристап до Кочанската депонија, која во минатото често гореше и го загадуваше воздухот. Согласно последниот договор меѓу градоначалниците, трите општини Зрновци, Чешиново, Блешево и Виница го одлагаат отпадот на Кочанската депонија, но за тоа плаќаат. Согласно имплементацијата на европскиот проект за управување со отпад во Република Македонија, општина Зрновци, општина Чешиново, Блешево и општина Виница заедно со општина Кочани изминатиот период потпишаа меморандум за соработка во делот на управување со отпадот, како и договор за надоместок спрема јавно-комунално предпријатие Водовод од Кочани, со кој што ние трите општини се обврзуваме да плаќаме месечен надоместок во висина од 220 денари по кубик собран и депониран отпад на територијата на постоечката депонија во општина Кочани. Од страна на јавно-комунално предпријатие Водовод Кочани, како и со поддршка на Министерството за животна средина, веќе се обезбедени средства и ангажиран економски оператор за на дневна основа се уредува целата таа површина. Проблемите на терен кои што беа пред неколку месеци се надминати. По завршувањето на целата постапка, фабриката треба да биде готова за 2,5 години. Но и покрај ветувањата дека отпадот ќе се третира по сите европски стандарди, Свети Николчани понатаму цврсто остануваат на ставот и не дозволуваат изградба на депонија во нивниот регион.